Инспекторот Ѓорѓе Илиевски, кој го обзнани скандалот со дипломите за повисоко стручно звание од Тетовскиот универзитет на министрите Арбар Адеми и Агим Нухил и директорот на Државниот завод за индустријска сопственост Сафет Емрули, треба да одговара пред дисциплинската комисија. Откако пред само неколку дена токму Адеми им даде зелено светло на институциите да го истражат случајот, денес Државниот просветен инспекторат наместо да истражува нерегуларности, покрена дисциплинска постапка против Илиевски. Тој пак бара заштита од државата, откако добивал и закани за да се сокрие случајот. Овие незаконски неправилности констатирани на Тетовскиот универзитет, на овие јавни функционери, како што е министерот за образование, заменик министерот за внатрешни работи, директорот на индустријска сопственост, се незаконитости и давање еден лош пример како не треба да се работи. Згора на тоа, бев замолуван од министерот за образование да го сокријам ова, да го запоштам ова. Бев замолен од заменикот министер за внатрешни работи, кој што дури ми укажа дека да внимавам дека имам и семејство и деца, што значи едно предупредување и заканување. Постапката за одговорност ја покренал Африм Салии, раководител на секторот за образование, кој го водел и вонредниот инспекцијски надзор, а кој не утврди нерегуларности со дипломите, а подпис ставил и директорот на инспекторатот Томе Спирковски. Од инспекторатот преку соопштение вела дека фактите на Илиевски немале конечност. Покренатата дисциплинска постапка се однесува на неговото изнесување на факти за предмети кои немаат конечност во постапката. При тоа, од негова страна се изнесени факти за предмети кои се во развојна фаза и не се реализирани. Министерот Адеми пак не бил заинтересиран за шминка, туку за реформи во образованието. Не го коментираше обвинувањето на инспекторот дека незаконски добил нова диплома во образованието, со што бил унапреден од асистент во доцент во период кога му мирува работниот однос на универзитетот во Тетово, ама ги повика институциите. Има многу за зборување, но не би се пуштил во коментирање на ваквите изјави. Јас уште од првиот ден сум рекол дека ги охрабрувам институциите доследно да ги применат сите законски прописи. Укажувањата на висшиот просветен инспектор Илиевски за ректоратот во Тетово биле неосновани. Во моментов антикорупцијска веќе отвори случај по представката на Илиевски, потврди за Алфа првата антикорупционерка Билјана Ивановска. Вели комисијата работи на случајот и ги утврдува изнесените наоди. Целосната документација Илиевски ја доставил до премиерот, но наместо лично да се сретнат, средба имало само со шефот на кабинет на Заев. Просветниот инспектор кој ги читаше добиените дипломи и документите во факултетот бара и средба со, како што рече, вториот премиер Али Ахмети. Имено, министерот за образование и наука бил унапреден асистент магистар во доцент во период кога му мирува работниот однос на универзитетот во Тетово. Иста е состојбата и со унапредувањето од доцент во вонреден професор на Агим Нухил. За третиот функционер, помлад асистент магистар Сафет Емрули, од помлад асистент во 2010 година, во 2013 станал доцент, а во 2018 вонреден професор. На 19 месецов Ѓорѓе Илиевски треба да се појави пред дисциплинската комисија на инспекторатот.